Само 4 ренџери се грижат за Шарпланинскиот масив. Покрај нив и во правната и административната служба вкупно 8 лица се вработени во јавната установа Национален парк Шарпланина, која одреден период имаше само директор. Директорот Ибрахим Дехари вели дека со предизвици се соочуваат уште од првиот ден и дека се потребни дополнителни вработувања за да се заштити и развие ова подрачје. Овие 4 редовни ренџери и другата административна служба секако недостасуваат за да ги имаме под контрола. Викам под контрола затоа што првиот столб ни е заштита на природата. Вториот столб е развој. Сега ова компонента ќе треба да се развие. За нормално да почнеме како почеток да функционираме, минимум ни требаат 25 за да можеме да ја покриеме целата територија, значи на Шарпланина. Значи ни е ветено од владата дека сега за 2023 ќе имаме уште 10 дополнителни редовни вработувања и уште нешто дополнително со договор. Делумно ќе бидат финансирани од владата и од донатори, но во иднина ќе плаќаат и скијачите надвор од терените, лицата кои ќе остваруваат профит, а ќе има надоместок и за влез со возило, вели Дехари. Човек што ќе пешачи на нозе ќе влезе, тој нема да плати. Меѓутоа тој што ќе биде со возило, загадува во националниот парк, тој ќе плати. Или па активност што е за комерцијален. Од планинарските друштва посочуваат дека и жителите од шарпланинските села можат да помогнат во контролата на досегашните проблеми со сметот и нелегалните дејствија. Оние неколку основни точки кои што Националниот парк треба да ги земе во предвид и момент што поскоро да почне да работи на нив, се токму тие, нели, сметот, забраната за движење на моторни возила по шарпланинските предели и се разбира вклучувањето на планинарските клубови и жителите на подшарпланинските села во самата работа на Националниот парк. Пак ќе кажам дека јас верувам дека Националниот парк веќе презема некои чекори за да почне да работи и на терен и дека ќе бидат вклучени сите овие инволвирани страни во работата на Националниот парк, за да може нели да се пренесат и искуствата кои што дел од планинарите ги имаат во другите национални паркови, како што е една Словенија, како што е една Србија, како што е Албанија и така натаму, нашите соседи, а постојат такви планинари, постојат такви планинарски водичи кои што навистина имаат искуство, што ние може да го пренесеме овде на нашиот национален парк. Вкупно 7 општини во Полошкиот регион имаат делови во Националниот парк Шарпланина, кој опфаќа површина од 62.702 хектари. За заштитено подрачје беше прогласено пред 18 месеци.